Да треба да бирам, би бил некаде на сонце. Може би Охрид, некое добро кафе на езеро, ѓомлезе, трилече, вечерка и паткана на пиво и свирка. А добро, и да не е Охрид. Има многу повеќе места каде би сакал да сум во моментов, впрочем, речи си секаде, само не овде. Вистина бил. Нема луѓе у Пекчево. Излезе дека Humans of Пекчево не била далеку од вистината. Тоа е Facebook страна на која едноставно постираат слики од Пекчево со краток и смешен коментар, дека со два збора таму нема живо пиле. Но да ги оставиме на страна разните пародии на светски популарни Facebook страни, како нас воопшто ни дојде идеја да одиме во Пекчево. Еднаш два пати во сезоната правиме некоја нетипична емисија кај што или одиме на пат, или скечеви снимаме, не знам, сега решиме да одиме на некое место кај што никој од екипата не бил. А екипата која ја одбравме за пат се 6 души, Мечо, Мики, Ѓоко, Марија и Владо, и јас. И каде да одиме, прашавме вака сите, кај не сте биле низ Македонија, пошто немаме буџет за понатаму. И излезе дека никој не бил во Пекчево. Така да тоа е тоа, нема никаква логика и позади тоа зошто одиме во Пекчево, ни па има некоја причина, едноставно тоа е тоа, да го видиме Пекчево. Владо, нашиот асистент на продукција, го фати паника поради тоа што не ги понел апчињата за грло. Веќе 2 дена го мачи некоја болка, но сега таа само му се зголемува зашто тој е реално исплашен дека во Пекчево нема аптека. Владо вели, ако нема луѓе, значи нема ни болни. Па што тогаш би им била потребна и аптека? Но да не нагаѓаме сами. Што не очекува таму и што треба да најдеме? Побаравме одговор од Атанас Костовски, популарниот Таско е еден од најпознатите спортски коментатори во македонската историја. Од првиот меѓународен фудбалски надпревар и победата од 4-1 над Словенија, гласот на Таско не водел во преку 2500 преноси и за нас разни спортски подеми и падови. Добро, генерално падови, да не се лажеме. Ке се опра или спортот кај нас или нема? Кој спорт? Чекай сега. Мора коментот е добро. Не, фудбал. А фудбал? Фудбал. Уследни 10 години. 162 сме сега во светот. Што мислиш кај ќе бидеме за 10 години? Ајде, типови. Единица не можеме, 4 не може. Значи 40, не, 6 втори ако бидеме, добре. А прогнозираш 6 втори? Па беве со Сречко Катанец 46 мисличи. Аха. И после бе. Знаеш како е, тие странците не ги бива. Не ги бива. Победа дисциплина не му даваше на председателот состав да го прави. И си отиде он, председателот остана. Дојда и други. И дојда на 162 место. Така е. Така си е. Таско е роден 1938 и за речи си 80 годишен човек изгледа фантастично. Има или нема врска фактот што доаѓа токму од градчето каде одиме, неговото родно Пекчево? Има врска Пекчево што си вака супер што изгледаш за твои години. Јас сакам како тебе да изгледам. Па види, Пекчево е на надморски височина негде од 850 до 1000. Ако не веруваш, сега ако идеш во Пекчево, земи еден точак велосипед. Добро. Тргни од Пекчево за Беро. Добро. 10 километри ќе се возиш, само 100 метри ќе вратиш. Аха, само си се сигурен. Ако ќе се вратиш од Беро за Пекчево, не се враќај. Што да најдеме таму, што е интересно, пример? Што е интересно таму? Што да видиме? Ба кај оди, у Пекчево? У Пекчево. Не, мој бе, аван. Зашто? Знаеш што е под број 1 Пекчево во Европа? Не. 10 степени. 4 април 1904. Ти за земјотрес изводи? За земјотрес. Тама не? Кога ќе ги поминете рибарниците, од лева страна, застанете да се напиете вода. Пишува, почитуван патнику, застани, написе, вода, поздрав или поклон од бискеджијата. Тој е еден од најпознатите од Пекчево, беше факир
беше член на Фахир. Голташе Да бе огнови. огнови, лежеше на клинци, на шајки. Газеше по такви, а? И се сеќавам, ја му пишував една трансфер плаката, го пишував Тито Лазаров, стално да живее 1 мај. И вика, чудо невидено, народе повели. 52-та, 3-та. Добро, за Факиров. Да зафакира. Ти адвертайзинг си му Да, правил. имаше теле со 5 Глави. Не, Нозе. Добро, тоа многу ќе беше. И ако тоа беа глави. треба да се плати и да се види. Да го видиш. Да. Океј, Таско, ќе ја најдеме чешмата и ќе се снимиме за доказ. Значи, време беше да тргнеме на пат кон Пехчево, пат низ нашата мила Македонија. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Доста весело музиче за текст во кој им се обраќаме на душманите, нели? Ама ајде да се вратиме во комбето. Со толку голема екипа ни МТВ во најдобрите времиња не одеше на пат. Но, иако голема, екипата се покажа како поприлично изморена. Бидејќи сите останати спија, јас и Мечо моравме да се изборуваме со кого, ако не луѓето во патарините. Тие ни кажаа дека патиштата водат од Пехчево кон Скопје, а не обратно, но дека не сме единствените кои одат во спротивен правец. Доказ е Андреј Миске. Андреј беше доста успешен фризер во Скопје. Имаше дури и некаква музичка кариера. Но реши да се оцели од Скопје и да отиде каде? Да, во Пехчево. Со него се најдовме во сквер. Како и сите други, и тоа кафуле се наоѓа на плоштадот. Кафуле што се наоѓа на плоштад и го носи името сквер? Хаштаг инвентивно име. Но кафуле во Пехчево не е обично кафуле. Покрај кафето кое беше навистина супер, се нудат и разни други работи како пиво, сок, кисела вода, чај, коцкање. Да, внатре во кафулето има завиден број на апарати на кои можеш да си ја пробаш среќата. Нас пак таа одамна ни има кажано чао, што само се потврди со следнава снимка. Шо е, бридж, ништо. Ова не лапам нешто, бе. Како треба да биде? Сите три треба да са исти. Сите три? Да. Вака треба да биде. И шо игаш, овај ми е омилена на пехчаци, оваа, баш оваа. Да. Оваа ја играат. Ајде бе, дај грозд. Лимони земав. 25 дена. Укјар сум се, сега играм со ваши пари. Деца не го правете ова. Играат често? Да. Лапаат често? Зависи. Колку си фатил највише? Колку си фатил? 100.000 дена. 100.000 денари фатил. Со вака со 100 играње. Добро, со 1000 Да. Кога е гужва тука сите брзо штракаат за да можат и другите да седнат. Таква е работата? Ја ќе завршам. Ајде ти. Не, овој има късметлија. Последните 5 денари. Свртих. Ајде. Ништо, добра игра. Кога веќе потрошивме половина од буџетот предвиден за ова патување, време беше да се вратиме кај Миске. Како кој? Андреј Миске, фризерот пејачот што од Скопје се преселил во Пехчево? Тојде? Значи, како те примија се од Скопје? Не ти вика, сите идат накај Скопје, ти идеш навак. Па, прашуваат зашо е тоа така, ама Ама ја не им кажувам. не, ја им кажувам дека ми се кисна од турбо живот. Така? Сега да се повлече малце на мирно место. Помирно е стварно или не? Ептен мирно е. У Скопје знаеш како е? Искачеш од врата и угужва си. Да. Да, таму е порелаксирано, седнеш на кафе, нема ептен гужви. А што ги знаеш сите, ти смета или не? Не ми смета. Баш ти е по-убаво. По-убаво е што ги знам сите. И пример, сега ти си беше супер познат фризер и у Скопје и вајде и тука си, така? Те знаат Па да. како Андреј фризерот добар. Па не ме знаат како Андреј, ме знаат како Миски. Миски фризер. И пример, како се наплаќа за разлика од Скопје, како се наплаќа во... Добро, помалце се наплаќа, поевтини се цените, ама па и животот е поевтин. Аха, помалку Да. и ти треба за да си живееш кој што Треба треба. Скопје кафето колку е? 70? 100 да речем. 100, тука е 30. Добро, а фризерајот пак е така некако? Пример, дај ми колку си наплаќал у Скопје, не знам што. 800 ми Шатирање колку е? Шатирање 100 денари од фолија. Тоа не знам што, ама не е битно, а во Скопје? Во Скопје 100 денари. А, добро, а од фолија. У Делчево е 50 денари од фолија. Значи дупло.
Да. Таму, пример, месец ми се фаќа 1300 евра давачки, а тука ми се фаќа 500 евра. Супер. Добро. И како е сега работа? Мислам, има ли луѓе со други зборови за да се работи? Да. Има народ. Знаеш, бидејќи не сите викаат преселени, одселени, вака, така нема луѓе. Си има луѓе, има што доаѓаат од Берово, од Пехчево, од Виница, Кочани, Струмица. Што ќе кажеш за Пехчевци? Еве, ние прв пат доаѓаме тука, не знаеме што да очекуваме. Какви луѓе се? Гостопримлив народ. Добро. Значи, фини. Што не треба да се прави или можеш све да правиш? Можеш све да правиш. Така? Значи, се приспособуваат на гостите. Аха, така. Тоа е добро, тоа мислам. Тоа е тоа. Мир, чист воздух, можеш да го чуеш ветрот како минува низ дрвата и прави да се почувствуваш лесно како облаче. Смирувачка, речиси медитирачки убава атмосфера низ вечерта во Пехчево која бара само едно нешто. Кафана! Не требаше многу за лично да се увериме во гостопримството на Пехчевци. Само што стигнавме, веќе добивме покана да се испоначукаме со Никола, Мустафа, Борче и неговата сопруга Ивана. Интересни луѓе, со уште поинтересни приказни. Земи го Никола на пример. Моден дизајнер кој завршил факултет во Фиренца, а постдипломски во Лондон. Таман доволно за да го исполни сето тоа што е потребно за да работи во Живанши, Прада, Диор, општина Пехчево. Сега со ателје во Струмица, Никола се уште дизајнира и е еден од најкреативните македонски дизајнери, а редовна работа му е во овдешната општина. Што ти фали од Фиренца? Се. И џубрето малку. Демеки не убајте работи и тоа ти фали. Видовте џубрето? Не. Знаеш кај оди? Појма не. У Македонија. Фиренца поиш има? 10 евра за влез во центарот на Фиренца. А како иначе наплаќаат за? 10 евра е за центарот на Фиренца. Само за да шеташ. Само да си, што Фиренца е центарот, е самиот центар е музеј цели. Мустафа, од овој момент ќе го викаме Муто. Муто на времето беше прва гитара во Југославија, вистински музички шампион. Еле, нека се А не е свирал долго време? Не е води? Не. Дознавме многу интересни работи за Пехчево. Пехчево е точно исто оддалечено од Софија, Солун и Скопје, ама до Софија е најубав патот, па најчесто си одат таму. Близу е античкиот град Равен, кој потекнува од 9 век и каде се предпоставува дека Кирил и Методи ја напишале глаголицата. Во Пехчево се наоѓа убедливо најатрактивната адреналинска патека и најдолгиот зиплайн на Балканот. Секое лето има познат фестивал на дувачки оркестри, го опишуваат како 4 дена на плоштадо, све улаво, све чораво. Во Пехчево се составуваат киндер јајцата побогу. За жал не оној чоколадниот дел, туку физичкиот дел на ставање играчка во тоа жолтото, тоа се прави во Пехчево. Но се е далеку од розово. Белјата која локалците најмногу ја паметат е земјотресот од 1903, во која не останал како што велат ни камен на камен. Градот тогаш имал 21.000 жители и бил далеку поважен од тоа што е сега. Но Пехчево памети убави денови и поблиску од времето кога Гоце Делчев бил главен џумбушлија во регионот. На крајот од 80-тите години Пехчево имал двојно повеќе вработени од што имал жители. Толку многу имало за работа тука, што редовно на работа доаѓале од целата Малешевија. Но денеска ретко кој доаѓа, секој си оди од Пехчево. Колку драстично се селат локалците, кажува податокот дека прво оделение почнуваат 2 до 3 класа, а до крај на 4-то оделение не можат да се скрпат ни 20 деца од истата генерација. Најмногу се селат во Германија, Швајцарија и Лондон. Во германската населба Инголштад има цела населба само со Пехчевци. А што е толку посебно таму? Таму се наоѓа седиштето на Ауди и општо познат факт е дека ако сакаш да го добиеш најдоброто Ауди, треба да си најдеш врски во Пехчево. Но ајде да свртиме на поведри теми. Дојде моето омилено време, време за јадење. Врвно малешевско сирење не е претврдо, а далеку од премеко. Доволно сочно, ароматично и вкусно за само тоа да мезиш цела вечер.
Малешевски компир кој прави сите други компири да изгледаат како да се оној глупавиот роднина на семејната прослава, тој што мисли дека е многу паметен и нашетана не бил подалеку од Врање. Јас знам све. Ништо ти не знаеш, Стефчо? Ништо. Направете место за MVP-то. Микс од месишта на скара, толку опасен што прави од него да се плашат и возрастните желудници. Кебапчиња, вешалица, ребро, полнето пилешко, пилешки стек и пилешко со кари во грне. Павлака, печурки, кари, посебен кари зачин и нормално сецкано пиленце. Најсвежо месо подготвено само на јаглен, зачинето со ништо друго освен сол, за да го задржи оној вкус по кој сите копнееме кога ќе ни текне на шампионска скара, баш како ова. За крај на сето ова, пехчевски триаголник. Специјално за нас ни го направи баба Златка, прав мајстор за месење. Какао, бисквит, ориз и некаква си тајна состојка која го направи благово врвно. Океј, можеби така ни легна и малку поради завидното количество пехчевски алкохол што го имавме во нас. Бокалчиња и бокалчиња и бокалчиња и бокалчиња од најквалитетната домашна сливова ракија. Овде ја викаат шливка, но не дека тоа модрото што се јавува при вшмукување на кожата на твојот сакан или сакана има друго име. Тоа се уште си е и во Пехчево шливка, а шливки се направивме и ние. И сега ти како експерт. Например, ако шалов го врзам вака и вака и вака, ова е добро врзување или не? Добро врзување, машко врзување. Машко врзување. Машко врзување. Машки чвор на А иначе што треба? Женско што би требало да биде? Па треба да биде неколку пати завртено на врат. Повеќе пати да го вртиме. Седем ние во Викторија ресторана. И вика дека цело време ќе дојде бугарска певајка Муто, така ли? Апсолутно. Бугарска певајка. Си чекаме, жаре. Ние си чекаме си бугарска певајка, нема бугарска певајка. И кој дојде комшијата, како се вика? Од Виница. Климе. Комшијата Климе од Виница. Значи, пази, наместо бугарска певајка, нас ни доаѓа Климе од Виница. И ние одлучуваме дека не, ќе си одиме. И ќе одиме каде? Во Ким. Во Ким. Одиме во Ким. Пехчево не е многу познато по ноќниот живот, па моравме да си го направиме сами. Добро загреани од шливката, гитарата, друштвото и тоа малку што ни остана од буџетот, забавата ја префрливме во Ким. Кафуле што се наоѓа, погодувате каде? На плоштадот. А таму, другари, иста приказна. Во моментот кога ќе си речете бреј овие пијат, имајте го на ум ова. Кога во Берово им рекле што мека барате да пиете ракија во 9 наутро, беровчани одговориле па во Пехчево веќе повраштат. И втора работа, локалците тука велат, во Пехчево куќа без расолница не е куќа. Тоа мислите случајно е дојдено туку така? А на пијано, која друга игра да ја играме, ако не, кога си се начукал најмногу? Значи сега ако имам 34 пред добри 20 години, деца код деца, не знам што пиев, стварно не знам, све испив, уствари, све испив. И славиме нова година во куќа, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 луѓе. Не се сеќавам. Не, нова година извини вака. 80, 90, 100. Не, нова година беше, нова година. Во куќата добро се сеќавам, имаше клавир. Беше вака поставен, а кревет тросет имаше вака поставен. Не знам значи стварно што сум испил и колку сум испил и зашто сум испил. Ма сигурно ми било убаво. И знам дека не ја дочекав нова година. И знам дека може 17, 18 или 19, 20 пати станував с клекови правев према клавирот повраќајки. И толку се сеќавам само. Стомачни извини. Стомачни извини. Значи и толку се сеќавам. Не знам дали ја дочекав нова година, дали беше пред нова година или после нова година. Стомачни правев од креветот само. И знаете како е она кога сите те виделе на телевизија како свириш гитара, па сега почнуваат со ајде жаре, викни една. И која да ја викнам? Па нека е најдобрата. И само помисли на тоа што се можеме
од вака мириса и двајцата смеза во пестрана. На крајот од вечерта бевме задоволни што ниеднаш не запеавме Аца Лукас и слични. Достоинствено ги избркавме сите од кафулето и мирно го завршивме нашиот пијан концерт. Остана само да се прашуваме што ли ќе правиме утре. А после такво пиење, лекоте момци и девојки, спа. Абе какво Катланово? И нормално логичното прашање е жаре од каде побогу најде спа, сауна и некакви базени во Пехчево, а уште пологичниот одговор е хотел Гогов. Гогов е првиот и единствен хотел тука, а се наоѓа во строгиот центар на Пехчево, спроти плоштадот. Не е воопшто тешко да се најде, бидејќи сепак ова се уште е Пехчево и центарот не е баш најтешкото место за наоѓање. Збогум GPS-у, Не ми треба ова. Таму, така. А на преку 1000 метри надморска височина со масажа наутро, мамурлукот си замина. За жал не си замина и досетливиот хумор на Ѓоко, кој искоментира дека овде изгледам како да сум излегувал од нечиј газ. Ха, Ѓоко, многу смешно. Овој преубав хотел го носи презимето на својот собственик, супер позитивниот и харизматичен бизнисмен Кире Гогов. Со Кире се најдовме во неговиот хотел на појадок. Порачавме качамак. Обично го јадат со клиси, ќе ви кажам после што се тие, но ние го јадевме класичен. Подготвен со многу домашен путер, сервиран мајсторски, со завидно парченце превкусно овчо сирење. Тоа е истото од вчера што го јадевме. Мераци. Зашо, пример, не направи хотел во Охрид? Маврово или Берово. Купивме фирма тука постоечка трговска фирма. Ово место тука што е делото тоа е било порано на времето традиционална градска кафана. Тука луѓето се избирале, тука ги одржувале сите. Така било како едно место за забава. Ама пропаднало. Пропаднало, беше доста лоша ситуација. Ние од Скопје, пример, кога одиме, одат Банско, одат Маврово, одат Берово. Пехчево не е уште како дестинација викендашка. Еве сега со Гогов па срамежливо ја влегува полека да дојдат. Така е. Одат, нели, адреналинска патека има, зиплайн се пуштаат. Така е, водопади исто имаме доле на Рамна река. Ама ноќен живот нема. Да. А град без диско град ли? Бугари има. Бидејќи ми е блиску. Да, Бугари имаме се повеќе и повеќе. Доста доваѓат и како викенд, како шопинг туризам, така да ги спојуваме. Сега доваѓа дел во... Што шопингуваат во Пехчево? Па имаме пазаруваат во маркетот. А ќе си наполни колата? Така, па си направиме забава овде со жива музика во ресторанот и така. Си преспијат? Си преспијат и утре ги пратиме. Најадени, напиени, ајде назад. Да, обично во Пехчево адут е летниот период. Луѓето го препознава, оние што се љубители на планина, на свеж воздух, на И на воздух воопшто. Да. Пошто Скопје баш и нема нешто многу и да сакаш. Така е. А како да привлечеме ве Кире некој друг да инвестира? Јас сега вака гледајќи Пехчево, точно се слагам, потенцијал огромен, ама за жал, сега еден апел да кажем, ја не гледам друг инвеститор. Така и јас се надевам дека ќе се појават и други. Доста општината сега има направено доста локации за хотели. Значи фалат само инвеститори. Така, фалат инвеститори. Јас се надевам дека некој ќе ја препознае и ови убавени на овој дел од Малишевијата, така да у догледно време мислам дека ќе има уште капацитети. Одат нели во Германија, во Лондон, во Англија, Италија се селат многу. Колку вработуваш тука? Па да, тука хотелот сега има преку 25 луѓе вработени. И од кај се, локалци си или не? Сите се од Малишевијата вработени. Меѓутоа, за жал, да, доста луѓе одат во... Успеа да вратиш некој од негде? Вративме, да. И тоа можеме да се пофалиме, не знам дали сме единствени, ама
Така, куварот ни е исто од Пехчево, беше вработен во Англија. Так. Успеавме да го вратиме, менаџерот на ресторанот исто во Скопје, така да и он се врати. Доста дел од персоналот исто работеше во дел имаше во Штип, дел во Скопје што работат. Така и они ја препозна ова позитивна енергија, па така се трудеме колку можеме и ние да вратиме нешто. Ајде, живели за младот. Кој пил рачија на вечер, југа са бајле. Одлично. Гледаш ли? Гледаш ли дека ништо страшно не? Ете го и нашиот стар пријател Никола. Сеќавањето од претходната вечер ми велеше не оди со него, Жаре, те молам, не оди со него, а желбата да се дружам со овој човек ми се намали уште повеќе кога ми кажа дека ќе ме носел на Ковач. Судејќи по на вчера, помисли дека сака уште една пијана вечер, но овој пат исклучиво со музика од Мишо Ковач. За среќа на сите нас, излезе дека друг Ковач бил во прашање. Ајде, здраво. Кај да го најдеме? Ковачот? Е, тука е на продам си. Каде бе? Тука е крај. Која? Не ја гледаме од тука. Тука е на... Не, ја гледам телевизијата. Добро. И таму е? Лево. Лево. Ото супер. Он свири, нели? Музикантот тај? Да. Тај. Да. Фала. Запознајте го Чичко Кадрија. Ковачкиот занает не носи пари како што носел порано. Тогаш за еден искован предмет морале тројца да работат, а сега во фабриките секира се прави дур да трепнеш. Но Чичко Кадрија не се жали. Чесно си го заработува левот, работејќи активно и ден денеска кога ја ситни 75-ката. У моментов се топли нешто? Сега се топли, секирчево. Ево, сега ќе го секира. Јо. И колку време треба сена се да се направи едно секирчево овакво? За 2 сата, 3 ќе ја направам. Така? Да. Ти Чичко Кадрија си цел живот у Пехчево? Од 66 години сум тука. И работев во Црвена звезда. Кога и да им треба нешто за да се искова железо некое, Имаше порано многу имаше коњи. Туку имаше по 5 души чекаше. Докара за подковици. За подковици да го кове. Така. Порано се со стока работеше. Точно. Сега нема толку, ама па има што викаме ние за лепа има. Нешто да се извади, а? Да. А внуциве тука ти се или се оцелени? Кажа, син ми е тука. А внуците, тој е најмалиот тука. Сега тој е другиот ќе оди за Германија. Германија, да. Каде, Берлин? Таму кај са треба други ден да одат. И така. Па да си бараат чаре, што да прават? Нема глеса тоа. Иде така како помош се, за помош, а иначе на това не може да обстанеш сега. Не може, точно. Не може да обстанеш. Да се подпреш само од тоа нема шанси. Сега има и мотика, фабрична, и копачи, ралници, има свашта, има и плочи, глинци, балти. Си живеел надвор некојаш од Македонија или не? Не. Не, а? Значи тука си, Малешевијата. Тука у Малешевијата, кога додех од дворище, тука кога си најдеме с бабичката, па на тука се префрлих од Берово, ма имав многу работа. Многу работа, а? Ти си изнаработал, значи. Да. Така. Така. Иш не пите. Правиш расолница? Не оставаме без расолница, може. Така? Правиме. Мене ми рекоа пехческа куќа без расолница не е пехческа куќа. Не, обовезно. Дај да чукнам нешто. Ајде. Што правим? Од сета оваа напорна работа јас и екипата огладневме. А во Пехчево, пријатели, секој ти е пријател. Еден друг Кире, млад дечко кој заработува како хармоникаш, не однесе кај баба му Марика. А баба Марика, дами и господа, ни направи магија. Има 78 години, а знае да прави зелник од 15. Мајка ја викала: "Учи да сукаш затоа што ако ти се погоди некоја свекрва ќе те моска по рацете ако не знаеш."
Дрвениот крак и сукалото и се останати од првиот пат кога влегла дома кај мажот пред точно 50 години. За оваа фантастична гозба се замесува тесто како за леп и се остава да нарасне. Потоа се сукаат кори и се оставаат да се подзасушат. Основата е најдебела, со 8 слоја, за да излезе нешто како лиснато тесто. Врз неа, една по една се редат кори подмачкани со зетин и урда внатре. На средината се остава еден празен простор кој баба Марика го наполни со праси зелје па го покри со уште еден слој тесто како капаче. Жаре рече зелник и би ток зелник. Посебниот вкус му го дава тоа што е печен дури 1 час на дрва. Не се јаде веднаш, мора 15 минути да стаса или како што кажа баба Марика, да оде по нивата. А додека зелник оде по нивата, пак рачија. Домашна сливова мастика од 52 степени. Англичаните ја користат за чистење на стакло, но ово пекчево е стил на живот. Колку нас ни треба приспособување на тој стил, покажува самата реакција на Мечо при првото вкусување на мастиката. Така е? Ја се чудам. Сок, вода. Вода те мол. Сега. Мол. Црвени вече. Да, знаеме, окей, не сме баш некои мажишта. А ти беше едно време тешкаш, бе? Бев тешкаш, ама после ово. Ајде. Ама ли малко сливите па ги Заедно со мастиката Кире извади тазе направени клиси. Еве сега ќе ви кажам што се тоа клиси. Тоа се всушност парченца од чисто месо и сецкано на коцки. Типично од бутче или врат, испржени до совршенство. Ваквите клиси овде ги јадат со качамак, но и со зелник, сирење и генерално се што ќе се стави на маса. Какви беа? Одлични. А зелникот? По. А има ли невестичка некоја? Невестичка има, доваѓа. Има, охо. Невеста. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Празнична волшебна ноќ. Онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствувај магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. The more memories you want to keep, the lighter you need to be.
And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Додека другите се окриваат дека така одеднаш преку ноќ се подмладуваат, јас можам да кажам дека моето лице го среди тимот на ординација доктор Анчевски, кој го направи тоа со проверени и најсовремени методи на извонреден начин. Ги освежив устните, дадов волумен каде недостасуваше и го задржав истиот лик, а изгледам свежа и подмладена. Ако сакате да имате здрава и подмладена кожа, имате само еден избор – ординација доктор Анчевски. Јо плюс јогурт, збогатен со пробиотска култура ББ12. Јо плюс јогуртот го зајакнува имунитетот, го регулира варењето и ја збогатува цревната флора. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. И како иде овде животот на Кашки? Го отворија Гогов. Има кај да се свири? Има кај да се свири, инаку немаше, го стварно, Пехчево немаше. И шо правеше? По други ве, Берово, Делчево, да. Свадби свириш? Свадби не свириш. Зашо не? Па нели таму се парите? Точно. Ама групата не е така за на маса сега да седиме ние да не свират. А Бугарија оваа кира? Бугарија ни доаѓаат бугари сега Гогов. Не е пазар да се оди таму да се свири, пример? Не сме имали. Само треба да знаеш и болгарски песни треба. Да, имавме понуда сега за нова година, али па бугари ќе бидат цела хотел. И шо бараат бугари? Македонско. Не зеде. Го знаат македонско? Па сите песни ги знаат македонски. На која највише раце криват? На македонско девојче. Не, зеде. Или Македонија цела, да. А, сигурно не ја бараат. Да, не ја бараат. Имаше една случка, да, Македонија цела да е во Берово, ресторан Мрз, свирина. Добро. Надвор се бугари. И ќе ја поете, Бугарија цела да е, и јас хармониката и ја оставам на зео, не свирам. Ау, револт. Да. Демонстративно напушти се. Групата ја отсвира песната, јас после. Ај, ама после те гледаа попреку бугари. На мене бакшиш не. А да не биде уште посладко јадењето, ни се придружи и кралицата на овој ден, баба Марика. Бех куварица. Добро. До пензија. На 150 души сум кувал. Сама, секој ден. Сама? Сама. И тоа со кола работниците по улицата ставаа, знаеш, по селата и вичнаци и тие разносах јадењето. Носа храната со кола. Носа храната со кола и ја поделях там. Кажам искрено, најубавото јадење од цело време што јадевме тука 2 дена што сме, ова беше најубавото. Најубаво. Така да знаеш. Сине, тоа ме мајка ми учила. Тука прават зелници, ама како леп, дебело, знаеш. Епа го немаат мој сторлукот сега, тоа е. Тоа е по струмички. Турновски. Турновски. Турновски зелник. Ка ме мајка ми учила. Те слуша внукот? Многу слуша. Паметен? Ја още един ема помала, ама... Ама он слуша, ама дали разбира нешто? Разбира помала. Викаш? А има ли невестичка некоја? Невестичка има да ваѓат. Има, охо. Не, невеста, девојка. Добро. Девојка. Ајде, уште малку. Скопје на факултет, тука, доваѓа и он ода там. Биндисаго со зето. Ке криваме раце. Фантастични луѓе, уште поубава храна, пречист воздух. Почнувам да го разбирам Мискија и се по-сериозно го поддржувам во неговата одлука да го напушти Скопје за ова. Тоа ме натера да се запрашам од кога живеат луѓе во Пехчево. Излезе дека тука имало живеалишта најмалку уште во 4 век, а малку познат факт е дека баш во нашето Пехчево се наоѓаат ископини од еден огромен женски манастир.
Потекнува од 4 век. Неголема експанзија доживува во 9 век и не е за џабе изграден тука, кај што сега се наоѓа новата црква Света Петка, од каде што се гледа целата Малешевија. Стратешко место како ретко кое во Македонија. Значи ова е манастирски комплекс Света Петка. Тоа е манастирски комплекс кој што е завршен 12 век, почнат е во византиски. Значи било манастир некогаш. Било многу големо. Да, тробродна базилика, доста голем манастир, можеби и најголем тука во регионот. Да, чека се ѕидовиве се оригинални или се нешто реставрирани во поново време? Во поново време се реставрирани, 2001-2002 година е реставриран самите ѕидови, самиот манастир и тогаш изградена и оваа црква позади нас. Така, ова е Света Петка вајна, нова, така? Да, Света Петка. Значи... Имаме информација дека ова било и женски музеј, ова манастир. Женски музеј да било, ќе било вашуго, нели? Ако се прашувате од кај знаеле дека е манастирот женски, слушнете го ова. Пронајдени се 78 гробови на монахињи. Тоа можеби не е толку чудно, но фактот дека најниската од нив, најниската, била со висина од 180 сантиметри, тоа е веќе нешто. Пехчево како Пехчево може да понуди нешто што го нема на друго место. Тоа е тоа што го викате вие, воздухот, природата, некои содржини што ги имаме. Претходно имавме проблем, можеби, добро и вие сте добре дојдени и многу почесто да идат луѓе како вас ке не биде мило, за да направиме реклама, затоа што досега имавме проблем со капацитети. Нема кај да ги сместиш. Немаше кај да ги сместиме. Ние колку и да го рекламиравме местото, колку и да е убаво, ние можеби сме тука, сведоци сме на тоа дека е убаво, ама ако дојдат луѓе нема кај да ги сместиме и не може да ги задржиме. Сега со хотелот што се отвори е една убава прилика да на некој начин луѓето дојдат. И да има потреба за поише хотели, ајде. Па имаме, цртано имаме неколку локации тука во Пехчево. Потенцијално значи ќе почне да се гради и нов хотел. Од 300-та до 2017-та, Пехчево бил и е еден од најубавите предели во нашата држава. Тотално несватливо и разочарувачки е како не се најде модул во сите овие изминати години на независна Македонија, Пехчево и регионот да бидат повеќе од само тоа, еден од најубавите предели. Прво треба инфраструктура. Значи патишта треба да се направи. Значи да се поврзе со другите. Конекција од А до Б, да, со другите места, да. Пехчево со другите селски и меѓуградски насоби од околу. Наместо во Инголштад и Лондон, младите пекчевци тука да го прават своето семејство и тука да си ја гледаат иднината. А бога ми ова прекрасно место со преубава традиција и луѓе го заслужува тоа и се надевам дека и вие се уверивте во истото. И не забравивме на чешмата од факирот, онаа таско што ни збореше, нели? Почитувам патник, застави, написе, вода. Епа, Таско, ветивме дека ќе дојдеме и дојдовме. Еве, чешмата само го искршиле факирот, да знаеш. Говеда. Грзда си, ајде, снимувај. Еј, ова знаеш дека може треба да го кажеме? Снимаш? Да. Абе, гони се не треба тона, ајде. Снимаш? Да. Еј, Владо. Не ми треба ова. Само за полминут колега. Може или немаме гајле? Нема гајле. Ја ми смака, не. Свика татко? Дај бе, ајде, Том. Еде го. Па дај. Ајде. Па да помрзај. Абе, бутни го. Јас сум задоволен. Гледа на страна нешто. Види позади реката нешто.